потреба да се објасни дека собранието, односно текот на седниците, се пропишува во член 74, во кој што кажува дека седницата на собранието почнува со работа во закажаниот термин со присутните пратеници. Тоа е за текот. Член 74. Значи, текот на седницата, член 74, став 1. Седницата на собранието почнува со работа во закажаниот термин со присутните пратеници. По однос на вашето барање за прекин со работа на оваа седница денеска, под изговор дека недоволен број или мал број на пратеници се присутни, не држи, затоа што во членот 81 од деловникот, во ставот 1 е пропишано дека председателот на собранието може да ја прекине седницата ако нема мнозинство пратеници потребно за одлучување и во други случаи кога ќе оцени дека тоа е неопходно. А бидејќи нема и не е во тек процес на одлучување на собранието, него е дебата, ќе добиете процедурално, или е безпотребно да дезинформирате јавност дека има толку или толку пратеници. И процесот на одлучување е пропишано во членот 95. Собранието може да одлучува ако на седницата присуствува мнозинство од вкупниот број пратеници, и со тоа се дефинира дека во моментов ние немаме процес на одлучување за да има мнозинство од 61 пратеник присутни па да пристапиме на одлучување. Во тек е општа расправа по предлог на владата за разрешување на јавниот обвинител. И расправата продолжува све дури не се исцрпи точката на дневен ред, односно листата на пријавени за збор, и во тој момент, откако ќе се исцрпи листата на пријавени за збор, па не реплика за... Јас појаснувам деловник и деловнички определби за јавноста. Вам нема потреба да ви реплицирам. И затоа мислам дека е безпредметно укажувањето ваше дека треба да се прекине со работа со ова седница како изговор дека мал број на пратеници се присутни. Во крајна инстанца, иако ве изброиме сите овде, има преку 60 пратеници, ако веќе сакате форма. Па добро, нема да се стави на гласање, повлечете се од дебата, веднаш ќе става на гласање, па повлечете се. Значи, за јавноста пак појаснувам, изговорот дека ајде да се гласа е само изговор дека знае Илија дека тоа така не е, но деловникот кажува на одлучување се преминува тогаш како ќе се исцрпи листа на пријавени за збор. И со тоа мислам дека е доволно јасно и за пратениците овде и верувам и за јавноста дека оваа работа на оваа седница е легитимна, легална и во рамки на деловникот